Ако снимате поле. Поканете се сите, кажав, ако кој дојде, добро дојде, иш да немате гајле за тоа. Имаме 2 милиона посетители на мојот профил, телевизија, дојдела, не дојдела, нивен проблеми. Не се замарајте со тоа. Бидете љубов како што секогаш сте љубов. Слушате ли ме? Само сте гоце да дојде ќе се го завршиме ние нашето. Бидете љубов како секогаш сте љубов. Знам дека врие на сите, али мораме да издржиме. Фала, чекај. Фала. Господа ли зад? Не, само да дојде. Снимај се да дојде само уште гоци и почнуваме. Може? Се задоволно. Ајде озбуни малку. Марине. Ајде озбуни. Снимај љубаво био. Сад си докај се? Сега веќе него сега ќе да не понизиш да сме таму. Ајде. Ајде, гоц. Значи, ова ќе биде еден предупредувачки. За тоа се избраме толку. Не сакаме повише да дигаме тензии, затоа што знаеме како работат сите. Гоцко одија. Значи, може да почнеме. Ај прво едно минутно молчање за дечињата. Ја дадеме почит. И никада не се повтори тоа, како што беше во Кочани. Еден минут мок за дечињата и за сите оние кои се победени во дискотеката Пулс. Вести слава нека почива до мир. Слава нека. И да не се повтори никад. Да не се повтори. Иако се спремат за 7 септември. Пазете Македонија. Повторно се спремат на 7 септември да го окупират Кочани. Ете, пред време ви кажувам да знаете. Сега имаме едно убава вест. Зошто изберен овој ден? Дека му среќа роден ден да Буби.
Среќен роден ден. Е жив и здрав. Жив и здрав. Иако сектата не дозволува, со нарачени семејни насилства и сели што не е направено да ги видам 3 години. Затоа го избрав овој ден, за дечињата и за среќен роден ден на Буби, кој што има посебна причина зашто е 23 август. Вака сега. Ова е мирен предупредувачки протест. Не сакав да дигаме многу тензии, затоа што следниот чекор наш ќе биде во Америчка амбасада и во Руска амбасада, бидејќи никој од овие ни било кој нема да ни помогне. Украдено е свеќе на животот, значаен артефакт за Кочани, за Македонија, кој што означува светлината и првото божество, без кој нема живот на земјата. За ова свеќе на животот, ниту имаше сумнителни околности од Владо Павлов дека сакал да го продаде. За ова свеќе на животот немаше никакви сумнителни околности дека имало постапка дека ние сакаме да го продадеме. Затоа, во наречаниот претрес, кој што е правен организирано со секта од цела Македонија, на 16 март, една година пред 16 март со пулс, никаде не се води постапка за отуѓување и одзимање на овој значаен артефакт кој што е одземен од УВР до Влочани и верувам дека ќе стане УВР Кочани со чест на исклучок, затоа што не е само кочански македонски. Овој доказ е светски, бидејќи позади ова цвеќе за животот во средина стојат две афионски чушки кои го символизираат макот и докажуваат дека рајската градина е во Македонија и докажуваат дека е поврзан со макот. Освен овој артефакт е земен и друг, каде што јавно стои на најстарото писмо Авеста дека гробот на Моше е во Кочани. Исто има уште еден друг одземен артефакт бесправно кој што го чувавме сите ние 20 години, а Паско Кузман ги има отврено и е заведен во УВР Кочани уште во 2005-та, кога Паско Кузман прв пат го донесовме во Кочани. Најголемата вина за кражба на овој артефакт не е на УВР, е на обвинителство и на Борче, кој што нема никаков налог, а под капата на БНД тогаш на албанскиот Муслију се врши терор врз сите нас, врз Владо Павлов, каде што измислуваат секакви глупости како надрилекар и дека ние сме произведувале некои субстанции кои што го уништувал животот на моите и вашите македонци. Тоа значи дека беше измислен за да се одземат овие значајни докази за Македонија. Случајно или не, во постапката наша и на сите оние кои што сега не гледат, а се со нас, имаме исти лица иловирани од УВР со нас и со дискотеката Пулс. Исти лица иловирани од основно судство на Кочани и обвинителство. Исти лица иловирани и поврзани. И тоа ни докажува сето оно што ние го тврдиме денес. И затоа нашите докази нема да ги оставиме овде. Ќе ги оставиме пред Америчка амбасада и пред Руска амбасада, каде што е договорено. Бидејќи знаеме дека никој нема да ја заврши ова работа во Македонија. Затоа што овој артефакт
е македонски и светски. И ако сме имали ние цел и сомнителни околности да не следат, дека сме сакали да го продадеме, нема да биде запечатен во нашиот олтар со пур пена, каде што мораше противпожарна да ја викнат за да го извадат. 30 полицајци не можеа да го извадат. Тоа е доказ дека ние го чувавме за Македонија и за Кочани да има музеј. Кочани заслужува да има музеј. И тоа е доказ од 80-те години, кога е покрената иницијатива од покојниот археолог Кустос Кирил Трајковски. Но не се гради музеј во Кочани, затоа што се украде од Мородвис, затоа што се украде од Дашном, затоа што и денес се краде од Текишински лозја. И комплекс со Алекс, за кој што знаеме ние дека не е кочански газда. Многу бао знаеме кој е газда. И многу знаеме кои беа градежните инвеститори. Нека почива во мир на 2 август. Еден од синовите на градежните инвеститори кои ричкаат во земјата на Бог. Тие на нас ги киднапираат децата. Ова градежна и урбана мафија. И затоа ќе се бориме до крај. И ќе докажеме вистината. Без оглед на сето она што го прават со сите нас. Овај мал број е само предупредувачки, затоа што претходно знаеме дека нема да заврши работа. Ниту основен суд, каде овде има судија кој што има $500 000 на некој друг основ стекнати пари до 2020. Дали знаете колку луѓе плачеле од таа градежна фирма за овој судија да ги земе тие места? Дали знаете колку македонци се асимилирани за ништо пари? Е затоа ќе има потекло на имот. Затоа сите тие се многу добро представени пред премиерот. Дали тој ќе преземе мерки или не, тоа е негова работа. Ние нашата работа пред Бог ја завршивме. И кај Тошковски е обезвестено, и кај премиеро е обавестено. Сега, ако и понатаму се молче, и од премиерот, и од министерот Тошковски, нормално дека ние веќе имаме закажени средби со америчка амбасада и со руска амбасада за се што се прави против овој македонски народ и зошто е најтешко да бидеш ти македонец во твојата родна земја Македонија. Одговорно тврдам дека мајки и родители, дека со враќање на македонизмот и на ова вистина, каде што ова е првиот македонски кутлеш, кој што е представен како цвеќе на животот и кој што ја представува искрата на животот, кој што ни го дава животот на земјата и символ на рајска градина или Еденска градина. Само ние македонците го имаме бројот еден. А доказ е ова, со двете афионски чушки, кои што стојат позади цвеќето на животот и го символизираат Македон. Морам да признаам, имам пријатели јас и се борам убара Кочани да биде, доста беше довлочени, кои што ме обавестија дека повеќе не е овде овај значаен доказ на Македонија во подрумските простории. Знаеме каде е. И ќе бараме одговорност во америчка и руска амбасада од Муслиу, кој што е дал таа наредба, до преку умера довлочени и основно јавно обвинителство, кое што не знае друго ништо, освен работата која ќе си ја заврше ова служба и кога ќе дадат кај нив
тие ги ослободуваат. Па дури и наркодилерите. Така сакат и со мене да направат. Држат кривични, за да мислат дека еден ден може Владо Павлов да го уценат. Тешко. Тешко ќе биде тоа. Затоа што доаѓа македонизамот и секој дете кој ќе го задоиме со македонизамот ќе биде среќен и никад нема да повлече со никакви пороци. Затоа што македонизамот е лек и океан кој што колку длабоко да спаѓаш, се е малку и малку. Оној кич кој што го има во Кочани, дека ако не шмркнеш кока, ти си никој ништо, ти си бедно суштество, тебе никој нема да те сака. Треба да исчезне. А ќе исчезне со вистината на овие значени докази за Кочани и за Македонија. Затоа една голема благодарност до сите нас. Процесот ќе го гуркаме пред Америчка амбасада и пред Руска амбасада, затоа што знаеме дека сектата длабоко ги пуштила пипците уште од убиството на инспекторот во 94 година во Кочани. Но фараонот Кочански заборавил едно. Од тројца учесници еден е се уште жив. И го знае Народното собрание. И ќе почне од 94 да го одблетува колцата во Кочани. Па се до ден денес што се праве. Фараонот Кочански може колку сака да изиграва фараон. И Бог самопрогласен. Ама Бог е еден. И кармата се поголема и поголема ќе си ја трупа. Ако не прекине со сите злодела што ги прави кон нас, за отуѓување и одземање на имот, кој што е од суштинско значење за Македонија, со терор кој што се врши врз мене и врз сите вас. А во кој што учествуваат домашни непријатели. Фараону Кочански, не можеш повеќе да вршиш убиства со тие што се домашни непријатели на луѓето. Помни и не заборавај. И прифаќам се со љубов од тебе. Ама и ти утре да прифатеш со љубов од Бог, која ќе ти враќа за сите злодела што си правил. Македонија ќе воскресне, сакале или не. Уште еднаш, припремајте се, ова е само еден предупредувачки. Одма кажуваме дека не очекуваме дека ќе имаме помош ниту од Кочани, ниту од Увара Кочани, ниту од Ојо Кочани. Затоа и се воспоставени нашите врски со Америчка амбасада и со Руска амбасада, затоа што и тие са учесници денес, не слушаат и гледаат што се прави во Кочани. Ако лажам, не случајно Америчка амбасада го зацементира најубавото дело што Владо Павлов 20 години го кажува. А некој ви кажува споменик од НОП, кој што нема ни Н буквата од НОП. За 20 партизани 17 години, Љупчо Сантов и Раде Кратовчи. Тако споменик нема никаде во свет. А тоа е доказ дека Америка застанува будно зад Македонија, заедно со Русија. И така ќе се кршат копјата да се ги разрушат гревовите и Америка и Русија. Тие мора да ја вратат Македонија. Тие мора да се спротивстават на тие што ги направија против Македонија. Југословенизмот ќе остане мртва материја. Колку и да се борат титовистите со споменикот да го држат така како што е. Ама еден ден ќе излегне Александар од под споменикот и ќе им каже вистината на сите овие наши пријатели. И тогаш сите ќе бидат најсрекни. Затоа што ова ќе биде царска полиција.
Нема да биде полиција на сектата. И тие го знаат тоа. И тие сакат да бидат царска полиција. И ќе бидат. Да живее Македонија! Да живее Македонија! Со дух, ум и фанатизам за Македонија! За Македонија! Македонија се што имаме. Ние немаме друга држава. И ќе останеме македонци. Затоа што безправно ни е земено се. И македонскиот кутлеш, и името, и влашката приватизација што направи. Се ни зема. Ние сме веќе до зидот. Ние сме веќе македонците до овде. Каде ќе одеме, памо? Нема каде да одеме. Дозволивме се. Ние сме до зидот. Каде да продолжиме? Мора да почнеме од почеток. Затоа и ќе се бориме за сето ова што го правиме. Плочата ќе се врати. Во меѓувремено покренуваме иницијатива за музеј во Кочани. Ќе бараме во депото на Музеј на Македонија. Дали стојат артефактите од Мородвис, кои се од клучно значење за Пајонската некропола. И докази дека ние сме Македонија. Дека Егејска Македонија е овде, по Брегалничкиот регион, а не доле каде што било се под вода. Затоа што самопрогласениот крал и крал на Грција е принцот Вилијам. И сите овие што го прават ова, го прават за Англија и нивниот двор. Ама многу брзо Европа и Англија ќе се спротивстават со овие две сили. И ќе заврши владењето и на Англија и на Ватикан. А овие језуити од Хрватска, од 94-та година кои што се овде во Охрид и ги контролираат сите овие работи во Македонија и направија најголемата секта во светот, ќе заврши се. Ќе им заврши све. Ние ќе се бориме затоа што Бог сака така. Ние денес дојдовме тука во волка број за да пренесеме дека ние не чекаме помош од вас. Ние доволно чекавме. Нашата помош ќе ја представиме целата архива за се што правило Увара Довлочени, за се што правило основно јавно обвинителство, за сите пари кои што ги имат до 2020 судии по $500,000 евра пред америчка амбасадорка и пред рускиот амбасадор. Сите докази таму ќе ги однесеме. Затоа што тие се должни, како што овие наши браќа се должни да го чуват редот и мирот. Овде се во Македонија и да покренат иницијатива. А едно да ви кажам. Многу од работите се дадени. И вика, и тие истите предупредуваат да се почне. Ама никој од Македонија не почнува. Затоа ние, Народното собрание, први ќе почнеме. Бидејќи од Бог и Америка и Русија се тука, дадено им е, ако не ги прифатат, ако не го прифатат македонизамот, наспроти лажниот југословинизам, Калифорнија нема да постои. А знаат, многу добро знаат, од каде се случувањата и во Сибир, и во Калифорнија. И кои се черепи и коски, кои се нафтените гиганти и за се што се прави против Македонија. Затоа едно големо благодарам до сите вас. Дено го обележавме со целосната документација со нашите адвокати, продолжуваме со нашето Народно собрание, не да бараме помош од нив, туку со кривични кон нив и со сите оние кои што учествуваат во уништувањето на македонецот и македонскиот дух. Затоа и кажав, инволвирани со исти дата имаме и со нас, и со дискотеката Пулс. Целостата документација околу дискотеката Пулс исто така ќе биде оставена пред америчка амбасада
и пред руска амбасада каде што ќе докажеме дека не сме да се продолжува со кривична за праскалките. Праскалките подхитно ќе ги тргнеме. И тоа ќе биде нашиот поклон за дечињата. И затоа кажав, не сакам да се мешаме со нивниот протест. Ние ово го правиме за нивните деца. Од кривичната постапка Коцевски ќе ги тргнеме праскалките. Од и денес ние ќе имаме исти такви праскалки за роденденот на Буби. И ќе ставиме картон, теписон. И тоа ќе биде нашиот поклон за овие дечиња да имаат мир онаму каде што се денес. Со трагањето од кривичната постапка на праскалките ќе дојдеме до правата вистина. Тоа е исто сценарио како со дедо ми Киро Глигоров. Седумдесет и 8 до 80 микродецибели пука ушното панче. Секој оној што е бил на униформа, секој оној што е бил најмалку униформа, а јас како специјалец со фрлање на шок и флеш во упадна зграда, најпрво што им пука у затворен систем ушното тапанче. А потоа викаме ау, да направиме на оно другото што ги остане. И во таа акција од најмалку минута до 2, независно дали е на авион, на воз, или зграда, или соба, завршуваат сите поради тоа што не може да се контролираат, бидејќи имат пукнато ушно тапанче. Како е можно на 3 кила ТНТ на метар до автомобилот каде што има повеќе од 800 микродецибели, дедо ми Киро да продолжи во животот без пукнато ушно тапанче? Таквите фолови на сектата, а тој всушност не бил во автомобилот, има атентат врз нас македонците. Исто е со продажниот кабел во Мондуларна, каде што големиот Ајдушев од течниот кислород доваѓа до тоа што доваѓа. Да е бил у гасовите состојба, таа комора за време на корона немало да се запали. Така и денес се и праскалките. Тоа воде кон една друга цел, дека однапред е се било припремано и атентато, и Мондуларна, и Кочани. Па и јас како Владо Павлов за се што се прави врз мене. Не е направено се за месец, 2 години или недела. Тоа е се однапред припремано да се уништи ова мала шака на македонци. А е започнато од лажниот атентат од 94-та. Затоа се држи ова како што ги држат наркодилерите. Полиција ќе заврши работа, ќе даде тие ги ослободуваат. За да ги држат. Затоа беше целиот терор врз мене. Со сите нарачени сценарија, мислејќи дека можат да ме купат. Исто сценарио, иста секта, исти луѓе. Ќе продолжиме најсилно оному кај што треба и таму кај што имаме почит, затоа што Кочани е ставен на мапата светска. Тоа е се поради нас, поради нашата борба, поради се што правевме за Кочани, поради стотици илјади поминати на споменикот, на Пајонска гиза, на пирамидата Бела, тоа е Салењако, на пирамидата на Сонце, тоа е над ѓубриште, и некој тоа го следи, и некој тоа истото ќе го промовира. И верујте ми, дека ова дело што го правиме години уназад, 2030 Кочани ќе го сознае, кога цел свет ќе дојде на поклонение во Кочани. Тога сите ќе сватат што сме ние правеле и за кого сме го правеле ова. Па затоа и некој се дрзна
на 4 метра до железничка пруга да гради стамбени комплекси, а најмалку 30 метри треба да биде. Општина Кочани е виновна за се. Кога требаше акција се спроведува со нас, сите беа мобилизирани, а за пулс никој. Затоа, мајки, бдејте на своите деца, чувајте ги затоа што нашите браќа и сестри не се мокни да го направат тоа. Чувајте ги вие, мајки, и конечно сватете ја пораката. Бдејте на своите деца. А Основен суд и јавно обвинителство ќе кажат зошто овој значаен артефакт го нема во налог, а го одземат, а не е водена никаква постапка и сумнителни активности дека требало да се продаде. И каде е денес? И дали исто ќе заврши онаму каде што се создава Македонија, нема ни мбукот од Македонија. Сите работи треба да се вратат во нашата Македонија. И така ќе докажеме дека Кочани е бела. Тоа е табу тема. И забегано за сите. Ама овде е роден и Александар, и Македон, и Исус. Тие нека се посмеваат сите. Ама многу добро знаат дека 2 август 2025 Бог и неговата десница ја крена најсилно за сите злодеја што се прават кон нас и за тие дечиња што нарачено го доживеа тоа. Па затоа измислени се прскалките. Затоа измислено дека Киро бил во автомобилот. Затоа се измислило со каблови. Затоа што тие однапред се припремаат. Јас, како обучен за секој вид на против туристички делатности, нормално дека однапред ќе ме припремат. И се бара начин како непријателот да го непријателот неутрализираш. Каде што ние први одиме, снайперисти, блоугани или сакаш било ли со рака, ножови, не е битно. Ама за да дојдеме до тоа, ние во Белград, а во Панчево одевме по месец дена на обука. За се унапред. Така и се тоа е направено се однапред. Се однапред е припремано. И сите со име и презиме ќе ги представиме. Целосната документација што е правено против нас и против мене и за пулс ќе биде дадена на Америчка амбасада и на Руска федерација. И тоа ќе биде поклон од нас и не сакаме ништо повише. Затоа што Кочани заслужува да биде град на светлината. Бил е и треба да се врати да биде. А не град на сектата и град на шпионите. Каде што шпионот во Кочани кога нема што да прави, само оде во УВР до Влочен и само се шпионира. До кај дојде мојот град? Уште еднаш ви благодарам. Александра, снимај ги уште еднаш плакатите. Да се заблагодариме на браќата и сестрите. Нашата цел која што имавме денес со овој број ја завршивме. Продолжуваме таму каде што треба. Затоа што тука никој не може да ни помогне. А се е започнато од лажниот атентат на Киро од 94 година, а 95-та се извинувам, кој што е атентат против македонците. И тоа мора да се заврши, затоа што ако атентатот се завршише, немаше да се споменуват и прскалките. Ова ќе остане овде и кутлишот ќе го поклониме, што сакат нека прават тие со нив. И на друго место ќе гонеме нашата работа за Кочани да го прогласиме како град на светлината и доказ
дека овде е рајската градина, а тоа ни го докажува уште еднаш ова значаен артефакт и ова значаено писмо кое што ја веста, писмо на кое што стое дека и гробот на Моше бил во Кочани. И затоа борбата нивна уште во старт се знае дека е изгубена, ама кутрите нема што да прават и се повеќе и повеќе влегуваат во нивниот лабиринт на Минотаурот и колку повеќе се обидуваат да ни наштетат, толку повеќе самите си прават нови кривишни дела. Уште еднаш, да живее Македонија! Македонија се што имаме! Продолжуваме пред америчка и руска амбасада со целосна документација која што ја спремаме со години уназад. Не сакам сите љубов, само љубов. За Македонија! Со дух, ум и фанатизам и пречек на нашиот Месија, нашиот цар на царевите и крал на кралевите, во нашата блиска иднина, кој што ќе направи царска полиција! Да живее Македонија! Да живее! Ајде! Добре. Да.